Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Амбасадорот на Унгарија Ласло Иштван Дукс престојуваше во работна посета на Виница. На средбата во локалната самоуправа, градоначалникот Ивица Димитров рече дека постои интерес за продолжување на соработката со унгарските општини, особено во развојот на спа туризмот, но и во областа на културата и економијата. Општина Виница е заинтересирана за зајакнување на контактите и унапредување на соработката со локалните заедници во Република Унгарија, посебно со општините кои имаат искуство во спа туризмот. Ова, меѓу другото, беше речено на работната средба што унгарскиот амбасадор Ласло Иштван Дукс ја имаше во локалната самоуправа на Виница со градоначалникот Ивица Димитров. По краткото представување на карактеристиките со кои располага општината, Димитров рече дека дел од интересите за економски развој се во искористувањето на природните потенцијали, меѓу кои и геотермалната вода. Разговаравме за геотермалните води кои што ги нудиме како општина, разговаравме за економските развојни зони, разговаравме за акционите планови кои што нашата општина ги има донесено. Се надеваме дека во иднина општина Виница и градовите, како и цела Унгарија, ќе имаме добра соработка, ќе соработуваме во овој дел и успешната приказна која што ги има Република Унгарија пред се во спа туризмот, се надеваме дека придобивките и ние како општина ќе ги имаме за во иднина. Амбасадорот Дукс рече дека откако е на функција во Македонија, ова му е прва посета на општина Виница. При тоа нагласи дека очекува од неа да произлезат успешни резултати во натамошното јакнење на соработката со општините од неговата земја. Се залажemo за тоа да што повеќе број општини од Унгарија и Република Македонија успоставе добар контакт. Нашиот приоритет исто да зголемување економска сараѓа меѓу двете држави и добили сме многу добри информации и корисни информации од господин градоначалник за економски потенцијал на општина Виница. За културна сараѓа, соработка смо имали многу добар разговор о можностима и плановима за иднина и мислам дека ќе имаме успешна сараѓа и на тој аспект. На средбата се разговараше и за проширување на меѓусебните врски кои досега најмногу се во областа на културата и во поддршката на ромската заедница кај нас. Тенденција е да се зајакнат и односите во економијата. Општина Виница пак е заинтересирана за збртимување со некои од градовите во Унгарија, поради што очекува со помош од унгарската амбасада контактите да се интензивираат. Во рамки на посетата на Виница, амбасадорот Дукс го посети основното училиште Гоце Делчев, како и производствените погони на прехранбената компанија Мак Прогрес. Советот на општина Виница ја одржа 7-та редовна седница на која се разгледуваат 25 точки од дневниот ред. Најголемо внимание привлече планот за вработување за 2019 година, зашто имаше и најмногу дискусии. Годишниот план за вработување во локалната самоуправа на Виница за наредната година беше една од главните теми за кои имаше подолги дискусии на седницата на Советот на општината. Советниците од ВМРО ДПМН упатија критики до општинската власт затоа што според нив таа планирала бројот на вработените во администрацијата да го зголеми за 1/3. Ова, според советниците, ќе предизвикало оптоварување на буџетот и потешкоти во извршувањето на обврските. Значи, моментално имаме 60, крај на 2019 се планира 84 вработени. Значи, тоа е на сериозна бројка од 24 нови лица кои што се планира доколку се реализира планот за вработување. Ја не знам ако продолжите со такво темпо, до крај на мандатот вие ќе дублирате бројката на општинската администрација. Само ги собрав само за 2019 година сумата која што општина Виница планира да ја издвојува за нови вработувања, таа сума е околу 6,5 милиони денари. Мислам дека тие 6,5 милиони денари сериозно ќе представуваат проблем на функционирање на општината. Градоначалникот Ивица Димитров рече дека советниците од опозицијата се обидуваат да манипулираат со бројките што се изнесени во годишниот план за вработување за идната година. Според него, нивните пресметки се погрешни, па затоа и заклучокот што го изнесуваат не е точен. За 2018 година, како што кажав, дел од овие вработувања беа преклопени, исто како што се преклопени за 2019 година. Во 2018 година до сега општина Виница нема распишено нити еден оглас за вработување. И кажав и пред малку, доколку
одлучиме дека ќе има потреба за одредена институција, флексибилноста на годишниот план е токму за тоа. Не е да се вработат сите кои што ќе однесе годишниот, кои што ќе однесе вие советници годишниот план. Така да нема потреба да не манипулираш. Одговорот на градоначалникот Димитров не ги задоволи очекувањата на советникот Јангелов, кој праша какви се зголемените потреби за вработување во општината што се очекуваат во 2019-та. Причина за тие планирани вработувања се зголемување на надлежностите на институциите или обемот на работа. Кој е тој обем толку зголем и надлежностите на општина Виница за потреба? Значи, минатата година, вие како советници усвоите план за реализација на проекти на општина Виница. Минатата година општина Виница имаше реализиран план од 19 милиони денари. Колку што се сеќавам и вие се сеќавате добро, тоа беше на последната седница на оваа година. Моментално општина Виница има обезбедено средства од 130 милиона денари, плюс, само сега ќе го наведам, дека веќе од понеделник почнуваме со воведување во работа за изградба на спортска сала во основното училиште Славчо Стоймесов. Тоа се плюс 25 милиони денари. Толку е зголемен обемо за работа дарство минатата година и сега. На крајот од дискусијата, советниците со мнозинство гласови дадоа согласност на годишниот план за вработување во текот на идната година. На седницата беа разгледани и други точки, од кои најголем дел исто така беа годишни планови за вработување во училиштата и другите установи и институции, а за кои надлежноста ја има локалната самоуправа. Расте бројката на заболени од ХИВ-СИДА во Кочани и во општините од источниот регион. Веќе во Кочани имаме двоцифрена бројка на заболени или вкупно 11 лица носители на ХИВ-вирусот. Центарот за јавно здравје во соработка со полициската станица од Кочани со едукативни предавања на средношколците на тема заштита од сексуално преносливите болести. Младите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев учеа за ХИВ-СИДА и начинот на пренесување на болеста, како и за наркоманијата и нејзините штетни последици. Предавањето е дел од едукативните предавања на тема наркоманијата и заразните болести, што ги организира Центарот за јавно здравје Кочани во соработка со полициската станица. Предавач беше доктор Натка Карамфилова, епидемиолог, која што истакна дека од година во година расте бројката на заболени од ХИВ-СИДА и во источниот регион, па веќе и во Кочани имаме и двоцифрена бројка на заболени. Моето предавање ќе биде со осврт на сексуално преносливите болести, патиштата, начините на кои се пренасаат заразни, тешки заразни болести кај младите. Акцентот ќе биде ставен на ХИВ-СИДА. Кај нас моментално во Македонија не е многу голема стапката на заразени со ХИВ и на болни со СИДА, меѓутоа од година на година постепено тој број сепак се зголемува. Што се однесува конкретно за нашиот регион, регионот кој го покрива Центар за јавно здравје Кочани и 4 града до границата, значи Виница, Берово, Делчево и Пехчево, бројот на последните 10 години бројот на ХИВ и на СИДА, носители на ХИВ и болни од СИДА се покачи веќе за жал на двоцифрена бројка и изнесува вкупно, значи тоа е 20 години назад зборуваме, 18 ХИВ или СИДА лица, од кои 11 во Кочани, 3 во Виница, 3 во Делчево и 1 лице во Берово. Што се однесува до минатата 2017, во нашиот регион имаме само регистрирано еден случај на ХИВ-СИДА. Со вакви едукативни средби, Центарот за јавно здравје Кочани ќе продолжи и во текот на наредниот период, бидејќи само на ваков начин со непосредни контакти на средношколците со лекарите се постигнува целта младите да се едуцираат за начинот на пренесување на сексуално преносливите болести. Нова акција за крводарување организираше Општинскиот Црвен крст од Кочани. Беа собрани 30 на крвни единици, што е во рамки на просекот од досегашните акции. Редовна акција за крводарување, четврта за оваа година, организираше Општинскиот Црвен крст од Кочани. Одзивот на хуманите граѓани беше солиден, што е добар знак за успешно исполнување на овогодишниот план за крводарување.
Акцијата се реализираше во соработка со медицински екипи од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и клиничката болница од Штип. До сега дарувани има, се собрани 20 крвни единици. Планираме ова акција да завршиме со 25 до 30 собрани крвни единици. И би сакала да напоменам дека ми е многу драго што на оваа акција сушност има и повеќе крводарители кои се така повеќе млади и нели така продолжуваат да даруваат крв и тоа ме радува. И исто така би сакала да се заблагодарам на сите хумани луѓе кои денеска дојдоа да даруваа својата течност. До крајот на акцијата беа собрани 30 на крвни единици. Тие вообичаено се транспортираат во Институтот за трансфузиона медицина, а од таму по потреба се носат до сите клиники каде што за изведување на оперативни зафати има потреба од крв и крвни продукти за граѓаните од нашата и другите општини во државата. Општина Кочани упати јавен повик до жителите на селата Пантелеј и Рајчани да присуствуваат на собирите на граѓани на кои ќе се избираат органи на местните заедници. Можност да учествуваат во изборот ќе имаат сите лица со право на глас. Граѓаните чие место на живење според личната карта е во селата Пантелеј или Рајчани ќе имаат можност да учествуваат во изборот на новите органи на нивните местни заедници. Со оглед што мандатот на досегашните им е истечен, законска обврска е да се изберат други членови кои ќе ги застапуваат интересите на жителите на двете населени места пред органите на локалната или државната власт. За да се реализира изборот на органите, досегашните совети на местните заедници и нивните претседатели организираат граѓански собири. На собирите ќе може да учествуваат жителите на Рајчани и Пантелеј кои имаат право да гласаат на избори. За да се утврди нивниот идентитет и местото на живење, неопходно е со себе да понесат важечка лична карта. Собирите во двете села ќе се одржат на 13 април, при што во Рајчани собирот ќе биде со почеток од 16, а во Пантелеј од 17 часот и 30 минути. Изборот на новите органи во местните заедници како прашање се поставуваше во изминатиот период на неколку седници на Советот на општина Кочани. При тоа се бараше да се организира нов избор на членови во советите и на новите претседатели, за да може тие полноправно да ги застапуваат жителите на населените места. Се очекува слични собири да се одржат за сите местни или урбани заедници, каде мандатот на досегашните членови им е истечен. Во организација на Сдруженијето на граѓани афористичка репрезентација на Македонија, в петок од 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани ќе се одржи 6-то издание на хумористичната манифестација Вечер на македонски афоризам Кочани 2018. Паралелно со одржувањето на манифестацијата ќе биде распишан и конкурс за афоризам за следната 2019 година. За овогодишното издание авторите работеа на зададена тема Војна и мир, што ја постави актуелниот добитник на првата награда за 2017 година Васил Толевски. Организаторот ги повикува сите заинтересирани граѓани да присуствуваат на вечерта, а влезот е слободен. Следува информацијата од спортот. Кошаркарите на Баскет Дино, кои се напреваруваат во младинската М14 лига, го продолжуваат третиот дел од првенството, каде се игра разигрувањето меѓу најдобрите 4 пласирани. На гостувањето во Скопје тие го победија тимот на МЗТ, со што се вмешуваат во борбата за врвот на табелата. Младинската екипа на Баскет Дино направи подвиг на гостувањето во Скопје против МЗТ, постигнувајќи убедлива победа од 75 спрема 52. Во М14 лигата, каде што таа се надпреварува, се играше првото коло од така наречениот Final Four, во кој меѓусебно се среќаваат првопласираните 4 екипи на табелата. Нашите кошаркари во текот на целиот надпревар биле понадмокни во играта, постојано биле во предност од 10 кошеви, па до крајот на надпреварот воопшто ни не доаѓало во прашање кој ќе биде победникот. Со освојувањето на првите бодови во разигрувањето од овогодишното првенство, тие имаат сериозни шанси да се најдат на врвот, особено што во следното второ коло ќе играат на домашен терен.
Според распоредот, викендов во Кочани ќе гостува екипата на Петрески од Битола, па момчињата на тренерот Сашо Лазаров најавуваат добра игра и искористување на шансата со нови 2 бода да ја зголемат предноста. Надпреварот ќе се игра в недела во салата на гимназијата Љупчо Сантов со почеток од 13 часот. Солидни шанси за врвот имаат и нивните постари клупски колеги, кои се надпреваруваат во третата лига. В сабота со почеток од 18 часот тие го пречекуваат лидерот на табелата Спорт Тим од Неготино, па евентуална победа ќе ги вброи меѓу најдобрите 3 екипи. Со оглед што се најавува дека токму правопласираните тројца ќе имаат влез во втората кошаркарска лига, Баскет Дино ја гледа шансата годинава да обезбеди пласман во повисок ранг на надпреварување. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.